Поштовани гледачи, добра вечер и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете дека секогаш сме тука за вас, за да ве информираме за сите оние проблеми со кои што се соочувате во секојдневието со здравјето. Така ќе биде и денеска, веќе со мене во студиото е доктор Лилија Чолакова-Дервишова, која што е специјалист по семејна медицина и е претседател на Сдруженијето на приватни лекари. Матичните лекари, за жал, веќе скоро една година, уште месец и пол, точно година од кога веќе кај нас се почна пандемијата со коронавирусот, се соочува со многу проблеми. Како и претходно, меѓутоа во време на пандемија уште повеќе. Какви се проблеми има додека работеа со пациентите од COVID-19 и се уште нели работат? За третманот со ивермектинот, за сите оние други проблеми со здравјето кај пациентите, денеска ќе поразговараме нели во ова издание. Се разбира, тука е доктор Лилија, ќе ни одговори на многу прашања, а секако ќе имате можност да се вклучите и вие доколку имате некое прашање во однос на сите овие работи за кои што ќе говориме. Доктор Лилија, ти благодарам што одвои време да бидеш денес во ваш термин мој соговорник за прв пат во новата сезона. Инаку соработката нели е одамна со вас. Ви благодарам за поканата, секогаш радо доаѓам во вашата емисија. Така. Доктор Лилија, како што кажав, уште месец и пол така практично му доаѓа, ајде да кажеме скоро 2, помалку од 2 месеци ќе биде година дена како кај нас се прогласи пандемија на коронавирус. Многу проблеми имавте вие матичните лекари, бевте во првата борбена линија. Каква е сега состојбата? Како стојат работите? Па добро, хронолошки ќе почнам во зависност од целокупната ситуација која што помина во изминатите 10 месеци. Имаме многу искуство големо како треба да се третираат сите овие нешта и како да постапуваме. Добивавме најразлични начини и препораки од Светска здравствена организација, од нашето министерство, од фондот, од сите надлежни институции, но сметам дека оваа држава добро се справи, благодарејќи на големиот број на матични доктори кои што останаа на своите работни места, не ги затворивме нашите врати, комуницираме редовно со нашите пациенти и покри тоа што Светска здравствена организација прво време пропагираше нели на сите држави им нареди да немој додите кај вашиот матичен лекар, прво јавете се телефонски, во пракса се покажа тоа дека е многу тешко изводливо, бидејќи не е само корона. Ние тука алармиравме како професионалци да освен короната, никако не смееме да ги заборавиме нашите хронични пациенти со диабет, со мозочни, со инфаркти, со стентови, многу други хронични заболувања. Така да едноставно пациентите имаа потреба да се видат со својот матичен доктор, да поразговараат, нормално дека сите тие средби беа намалени на почеток, но со текот на времето, со пазење на сите протоколи, со маски, со се вративме во нормала и работиме 99,9 сите по нели она како што треба да работи секој матичен лекар. Так. Најдобро е да го прегледате вашиот пациент, да ставите слушалка, да видите дали е он свеж, дали е дехидриран, дали му се врти рамнотежа, има, нема, како зборува, како се однесува, дали е депресивен, дали е анксиозен, верувајте ми, многу нешта преку телефон не можат да се видат. Не можат да се видат. Веќе од скоро време ви доставија протокол за третман со ивермектинот. Ќе кажеме и за тоа, меѓутоа ме интересира пред да се донесе протокол за ивермектин. Со што ги третиравте пациентите воглавном од COVID-19? Знам дека секој нели според онаа клиничка слика што има, меѓутоа ајде да кажеме, пример со лесна клиничка слика што им дававте, со средна, претпоставам дека веќе тие кои имаат потешка одат во болнички услови. Така, знаете дека многу често сме разговарале тука и во вашите емисии со нашите слушатели да препораките секогаш на Светска здравствена организација биле да ако некој качи температура, веднаш да не се реагира. Так. Значи секогаш да почекаме 2 до 3 дена да се избори човечкиот имунитет со дадената ситуација. Така да и овој пат постапувавме исто на почеток. Внесувајте многу течности, природни сокови, туширајте се, рехидрирајте се, електролити да се внесуваат, С витамин да се внесува во високи дози, да не се лежи, да се биде активен дома и така. Но ако слушавме или да речеме во прво време повторно кажувам телефонски беа такви беа наредбите,
се слушаше со пациентот секој матичен доктор, но ако гледавме дека не е добар, тогаш го повикувавме да дојде да се прегледа, да се стави слушалка, да се види, да се одреди дали е грлото црвено, дали има петехи, нема, да се слушнат дишните патишта, има ли крепитации, нема ли крепитации, само така може да видите дали станува збор за бронхит, за бронхопнеумонија или за нешто друго. Така да дававме во почетокот антибиотици заради тоа што знаете како кога напаѓа вирус, имунитетот паѓа и после тоа се активираат оние секундарни бактериски инфекции и вие не можете пациентот да го оставите. Пациентите оние кои што можевме да ги пратиме и кои што беа во состојба да се движат, правевме крвни слики. Така. И врз основа на тоа гледавме дали бидејќи за среќа лабораториите не запреа во ниеден момент во државата, можевме да видиме дали има лимфоцити, дали има леукоцити, што е покачено. Ако беа леукоцитите, стануваше збор дека доминира бактериска инфекција, ако се лимфоцитите, во тој случај станува збор за вирусни инфекции. Па во зависност на тоа и клиничката слика се даваше, значи нема посебни шаблони, секогаш секој пациент си е посебен, во медицината 2 и 2 не се 4 никогаш. Доктор Лиле, меѓутоа еве како дојде есента, се очекуваше тој нели втор бран, беше еве и се уште трае, иако некако еве и од нели од одговорните институции од Министерството за здравство вела дека веќе како да се стишува на некој начин. Меѓутоа никако не се зборува за оние други вирусни инфекции и грипови. Како вие ги разграничував тематичните лекари, бидејќи претпоставам дека не е само короната сега, нели? Бидејќи сите кога ќе добијат температура или некоја друга како да кажам, симптоми некои симптоми на горно респираторни или долно респираторни патишта, тогаш веднаш се праќаат да се тестираат на корона. Како постапувавте вие? Знаете како, мислам дека општо говорам за сите матични лекари. Така, каква беше препораката? Оно најлошото за кое што можам да кажам дека истрошив најмногу енергија во целокупниот овој период е стравот кај пациентите, да го извадам. Така. Сите слушаа медиуми, значи слушаа препораки, овој починал, тој починал. Нашите пациенти никогаш не чувствувале оваков страв. Значи се направи една фама, дополнително им го влоши здравјето на нашите пациенти. Стабилни луѓе се изместија, стабилни пензионерки, психички сакам да кажам стабилни, ментално здрави, почнаа да чувствуваат страв. Тој страв направи тахикардии, дополнителни други покачување на крвен притисок. Ќе ви наведам два моменти каде што пациент здрав прав во моментот кога му соопштив дека он е корона позитивен, а сакаше да се тестира бидејќи чувствуваше симптоми на некоја настинка, PCR-от покажа дека е позитивен, пациентот доби екстрасистоли кои што не можевме да ги смириме неколку дена. Значи покрај сета терапија која што дадовме, па со седативи, па со разговори секој ден по пола час, па да влијам дека сето тоа ќе помине, дека стравот на вистина му го влошува неговото здравје. Доека друга пациентка исто така кога и соопштив дека е позитивна, требаше да оди на операција за колено, PCR немаше никакви симптоми за грип. Значи PCR-от се направи само заради интервенција, пошто во еден даден момент се направи кој ќе оди на интервенција и мора PCR. Повторно ние реагиравме матичните доктори, зошто PCR и кога ние ги примаме без PCR и ние правиме интервенции, ЕКГ, инекции, значи да не се прави тој дополнителен стрес кај нашите пациенти. Пациентката и се качи притисокот и направи крварење на ретина, така да го изгуби видот на едно толку. Сакам да кажам, толку тешко го примаат нашите пациенти тој момент. Кога ќе му кажете на некој дека е позитивен, верувајте ми, здравјето им се зема на луѓето. Значи, не настрадаа од корона, а настрадаа од стресот, моментот кога таков шок доживуваат, дека ете он е позитивен, дека ќе биде стигматизиран, па што ќе кажале другите, па комшиите, значи многу стресно. Тука истрошивме ние матичните најмногу енергија за да може да ги смириме, да ги стабилизираме, да разговараме со нив, да кажеме дека не е тоа така страшно и дека треба малку да се смират и да го прифатат тоа дека ете тестот позитивен. Ние имаме пациенти, само уште ова да го кажам, пациент кој што 4 пати беше позитивен, во фабриката го тестира, а никакви симптоми. Но сум имала и пациент кој што 2 пати покажа негативен на PCR, а имаше многу тешка клиничка слика, заврши во болница. Тука ќе се надоврзам на она што вчера го споделивте од Светската здравствена организација во однос на PCR тестовите. Дури сега оттаму кажуваат дека веродостојноста на PCR тестовите за корона не е валидна. Значи, може да биде, како што кажавте, позитивена да
да покаже позитивен, а да нема корона, или пак обратно да покаже зошто е тоа така, ајде малку да го појасним ова, да го појасним она што го споделивте во однос на Светска здравствена организација, да го пренесеме да нашите гледачи. Па еве би сакала да кажам дека сите ние како професионалци се трудиме да бидеме коректни, информирани, прецизно точни за да можеме да носиме здраворазумски одлуки. Се што би било во корист на нашите пациенти. Така да и кога излезе овој PCR тест, нормално сите седнавме да читаме, значи дали е тој специфичен тест, заради тоа што имате специфични и неспецифични тестови. PCR тестот не е специфичен за корона. Така. Значи некој го измислил за да докажува, да истражува одредени некои моменти. моменти. Да, се говореше и претходно околу тоа. Да, и претходно многу емисии, но и многу во светот познати научници сето тоа го кажува и цело време алармира дека PCR-от не е специфичен тест. Значи има еден момент, имате материјал од човекот и после тоа го умножувате тој материјал. Така. Да им објасниме на нашите гледачи, при самото умножување, при изработка на тие PCR тестови, многу е важно на колку амплификации или на колку умножување го правите тоа. Колку повеќе го зголемите бројот на амплификации или на умножување на материјалот, толку е поголема веројатноста да испадне лажно негативен или лажно позитивен. Значи, неточноста нели е поголема ако ги зголемите бројот на амплификации. Така да тоа го кажуваа многу светски студии, но ете дури сега Светска здравствена организација признава дека тоа кое што сме го велеле, а ние секогаш тоа го кажувавме само за да нема паника кај луѓето. Значи за да се смират дека ете и да испадне некој позитивен. Повторно ќе кажам, јас и во моментот имам пациенти кои што се водат позитивни, а се добри, дел од нив немаат температура, дел се 37 со 2-3. Така да, значи се бори еден вид на вирус, значи корона е тип на вирус кој што прави грипозни состојби. Некој од имунитетот ќе помине полесно, некој ќе помине потешко, е луѓето со коморбидитети, со диабети, со голема тежина, со гојазност, нормално потешко некако ги совладуваат сите овие проблематики. Така. Ајде да го вклучиме тука во разговорот ивермектинот. Јас само би сакала нешто да прочитам во однос на лекувањето. И се постава прашањето можеби дали е подобро да се најде некој лек со кој што ќе се третира короната или пак подобро е да се стави вакцина. Еве само за пример, значи Грција веќе вклучува колхицин во терапија за COVID-19. Дали ви е познат овој лек? Не. Да? Не. Не. Значи веќе го вклучуваат, ќе се дава во форма на апче и само со рецепт, а е безбеден и тестиран лек во повеќе болести, а намалува воспалителната реакција на организмот. Тоа е за Грција. Потоа во Германија, пак првата земја во Европската унија што ќе воведе лекот кој што го користеше Трамп, кога беше нели позитивен. Тоа е значи лекови базирани на антитела. Тие веќе исто го имаат набавено, купиле 200.000 дози и ќе почнат да го применуваат. Дали вие, еве, чисто онака ве прашувам, бидејќи како матичен лекар, претпоставам дека повторно вие ќе бидете тие кои што ќе треба да бидат на првата борбена линија, па дали е подобро се чека вакцината да дојде, да чекаме вакцината или подобро да се најде некој лек кој што ќе биде соодветен за, еве како на пример што германците веќе се грижат за многу нелогичности. Значи ние сме учеле медицина во која што имало календар за вакцинирање, тој календар со години се почитувал и се следел и точно се запазувале термини. Значи по календар за вакцинации за грип се вакцинира до период на крај на октомври максимум. Заради тоа што во тој период се уште нема вируси, се уште е стабилна климата. Значи тоа е нешто што постоело со години, уште еднаш ќе кажам. Сега некако како покасно се набавуваат во изминативе години вакцините и се покасно се вакцинира и едноставно луѓето се вакцинираат во период кога има вируси. Со самото вакцинирање, вие кога ќе внесете да речеме вакцина, може да се случи да ви падне малку имунитетот, бидејќи во тоа време организмот се троши за да направи антитела. Ние оваа година никој не кажа дека постои сезонски грип, сите ги вакциниравме сите. Значи тие кои што имаа желба, кој за сезонски, кој сака да си се вакцинира, закажувавме матичните доктори. Значи повторно имаше гужви, кавги, значи моменти на недоверба, па зошто мене, зошто нове, а никој не свати дека ние навистина имавме проблем. Значи немаше доволен број на термини за вакцинации за да се закажат. Така да вирусите мутираат, тоа е едниот момент.
Значи, во животот е докажано да голем број на вакцини, како што се за полио, за други, и голем број на болести веќе толку многу се намалени, но и квалитетот на живење во сите земји, сапун, хигиена, перење, машини, така да треба да видиме колку е тоа сето толкав број на вакцини во еден човечки организам, дали не го уништуваме најдобриот наш механизам, значи човечкиот имунитет има можност да направи трајни антитела, како што се за заушки, за морбили, за варичели. И сега вие не можете, слушам нели некои земји заговараат за некои пасоши, значи не може вие да правите пасош задолжително вакцинирање кога 80% од луѓето го прилежа. Да, ама и не можеме сите да примеме во и секој на пример, убаво е наведено во вакцините дека луѓе кои што се алергични, кои што имаат одредени болести, дека не е добро да ја примаат. Па не значи тоа да ги стигматизираме тие луѓе. Не значи дека тие луѓе не треба нигде да да прошетат, така да тоа се она што читаме, нели? Меѓутоа и за тоа имаше реакција од Светска здравствена организација минатата недела дека не треба да се воведува ковид пасош. Сега што ќе се направи понатаму не знам, меѓутоа ги ограничувате луѓето во однос на многу работи. Така е, значи ние го направивме светот да биде на дланка и да едно мало село да биде, значи постојат авионски линии, голем број од децата од тука се иселија по Германија, по низ светов, значи да можат родителите лесно да отидат, да бабите да се израдуваат на внучињето, кој што исто прави добро ментално здравје, да е некој среќен и да го живее животот квалитетно, нели? Така да, ние не можеме да им го скратиме, никој не ни дава такво право на луѓето да им го скратиме задоволството или среќата, бидејќи здравјето не значеше само да биде отсуство на болест, туку психофизичко и ментална благосостојба на човековиот организам. Токму минатата емисија ми беше посветена токму на тоа што значи да се биде здрав човек и како да, значи вие за да сте среќен, некој може материјалните добра го прават среќен, но некој може да ги види очите на внучето или да се израдува на син, на ќерка. Тоа за него е најголемо богатство и не сме такво нешто да се случи, да воведување, значи ние имаме една сида, значи ХИВ болест, кој што така зафаќа голем дел. Па немаат ковид пасоши. Да, 40 години постои како болест, значи не се најде вакцина, не се воведоа пасоши, од и тие лица исто така шират зараза. И те какво? Кое што, значи, еден пациент со ХИВ може да, значи да направи како пандемија, па никој не земал да прави статистики и да открива, нели, ние точно се водат некои бројки, но повторно ќе кажам никогаш не се знаат кои се затоа што треба време за тој вирус и да помине и да се појават манифестации на капоши саркоми или на нешто друго. Така да сметам дека имаме многу теми како професионалци, би требало да има многу вакви емисии, јавни дебати, да се слушне мислењето на едната страна и на другата и да правиме она што ќе го прави народот среќен и здрав. Ајде веќе ги повикаме нашите гледачи да ни се вклучат во разговорот, да кажат нивно мислење за сето што се случува, да кажат ако имале некој искуство во однос на некој што имал COVID-19, па како можеби позитивно, негативно и така натаму, слободно може да ни искомуницирате на нашите познати телефони. Па дури и да поставите некој прашање, како што кажав и на почеток. Доктор Лили, каква е третманот со ковид, каков е третманот со ивермектинот, ковид, па веќе се на ковид? Да, значи протоколите за лекување со ивермектин, ги побаравме, ги добивме, да, преку лекарска комора на мейл ни стигна, ги препративме до сите наши колеги. И предходно нашите пациенти нормално читавме, се информиравме, ни беше желба да го зачуваме нивното здравје. Значи 0,2 милиграми по килограм телесна тежина превентивно на лица кои што биле во контакт. Значи 12 таблети превентивно во протоколот пишува 12 милиграми да се даде. Таблетка има од 3 милиграми, пакувањата се со 10 таблети. Тоа е што може да се најде по аптеките. Додека кај лица кои што се болни 0,2 милиграми по килограм телесна тежина после 24 часа. Значи денеска давате, па после 24 часа ја давате, значи негде практикуваат секој ден, негде преку еден ден. Тоа е во форма на таблета. Во форма на таблети се, значи множите по килограм телесна тежина и се дава. Така да тоа е антипаразитарен лек кој што ги прочистува цревата, но еве студии кои што правеле испитување утврдиле дека тој лек има дејство и на стопирање на размножување на вирусот во самата клетка, така да се подобрува состојбата и многу е важно колку порано се даде. Во Бугарија го комбинираат со вибрамицин или доксициклин генериката.
може да се даде и со други антибиотици, така да повторно ќе кажам, најбитно е да се види каква е состојбата, сатурацијата на пациентот, пулсот како се движи, така да секој пациент си е посебна приказна, не може да се даваат шаблони, како и за секое лекување, да, така да битно е да се следи, да си остане контактот, да си продолжиме со квалитетното здравство кое што се пружа на примарно ниво, да го задржиме, нели, менталното здравје да биде во една нормала на нашите пациенти, бидејќи само ментално, психички, здраворазумски, нели, личност може да се справи со многу со други проблеми. И кога ќе дојде до таков проблем. Доктор Лили, кажавме дека веќе нели почна да се препишува ивермектинот. Имате ли искуства кои што можеби еве со вашите колеги комуницирате, па како практично, значи дали е добро, дали делува? Имате ли веќе такви сознанија? Јас имав мој пациент кој што на сите колеги ваши. Колегите го припишуваат, нормално си разминуваме ние искуства. Дали има позитивни искуства кои што може да ги споделиме? Да, мојот пациент кој што беше на инфективно оделение, од кога се уклучи, бидејќи прво пробавме да одиме класично со таблетки, со инекции, со сено не се подобруваше состојбата. Значи сатурацијата паѓаше под 90, 88, 84, така да мораше да биде упатен и хоспитализиран. Таму исто така после неколку дена третмани не се подобруваше состојбата и после тоа се уклучи ивермектин со дозвола на началникот на инфективно оделение. Беа запознаени и се подобри состојбата и тоа е сега добар, здрав, дома е. Во секој случај, да, пациентот е добар, се врати, се подобри, значи се почувствува поместување во неговата здравствена состојба, така да еве на наше задоволство, пациентот е сега дома, е добар и така. Така, значи можеме да кажеме имаме позитивно дека тоа што сме го читале, бидејќи не секогаш и се што читаме е вистина, веќе мора се да се споделиме нешто, да споделиме позитивно нешто. Вака сега, сакам да поразговараме од се по нешто. Значи најавуваат вакцините дека ќе стигнат, не знам сега кога ќе биде тоа, меѓутоа еве секогаш нешто све се најавува, све се чека кај нас, ние како што можеме да забележиме сме некако последни. Меѓутоа прашање, имаше некои истражување минатата недела дека помалку од половина би се сложиле да примат вакцината. Исто имаше истражување во однос на приватното и на јавното здравство, дека приватните лекари повеќе би се вакцинирале од оние кои што работат во јавното здравство. Какви се вашите сознанија, еве како председател на Сдруженијето на приватни лекари? Дали имате комуницирано со вашите колеги, дали би се вакцинирале, еве и вие, дали би се вакцинирале со некоја од вакцините? Знаете како, Министерство за здравство пушти допис до нас. До сите преку мој термин си добивме мејл во кој што секој да си каже дали сака или не сака, нели, да се вакцинира, значи како еден вид база на податоци си прави Министерството и тоа е во ред, нели, за да креирате вие здравствена политика ви требаат податоци. Нормално, да. Најголемиот дел од матичните доктори, бидејќи бевме во контакт цело време со нашите пациенти и го прележавме, и сметам дека ако се провериме сите ги имаме 99% антитела, така да вие не можете да вакцинирате луѓе кои што го прележале. Значи сите знаат. Да, меѓутоа и се потенцираше тоа дека ако сака веќе некој да се вакцинира, ќе мора да се истестира да не случајно има прележано како што кажавте, значи, со благи симптоми или асимптоматични. Така се прави во цел свет. Вие не можете да вакцинирате луѓе кои што имаат антитела, кои што прележале, кои што има доказ дека сето тоа го поминале, така да човечкиот, повторно ќе кажам, имунитетот тука си одработил своето, така да едноставно оставаме, не може да шаблонизираме, да речеме да приватно сака, јавно не сака. Меѓутоа оставате секој како што му е желба. Мислам дека најкоректно ќе биде секој си го знае својот имунитет, така да има луѓе кои што испрема бројките кои што ќе пристигнат, навистина сметам дека ќе биде мала бројка на вакцини, така да треба да се заштитат луѓето кои што се хроничари, да се види, а додека ова младата популација и друго би сакала да кажам дека сигнификантно беше да ние во нашите чекални немавме детска популација, немавме школска популација, значи таа популација и покрај тоа што се дружеа по клупи, седеа, се собираа, значи имаше и принципиелни кои што седеа и 6 месеци не излегоа, но тие се навистина многу малку, додека поголемиот дел не можете вие таа популација у тој период да им забраните да седнат или во кафиќе едно кафе или дома да дојдат да се напијат. Така да таа популација нема. Таа популација беше болна лани во јануари и февруари.
Да, имаше навистина тогаш. Тогаш имавме страшни заборени, бројки, по 144 прегледи имавме, тогаш исто на Facebook пишував, но тогаш никој не реагираше кај нас негде, значи од 15 јануар до 15 февруар кај нас ние не си одевме дома. Толку многу имавме. Да. Во однос на ова што го говорите, многу пати се поставува прашањето дали можеби кај нас беше присутен коронавирусот и, како што кажавте, и од јануари па. Ние во тој период имавме страшни бројки. Значи, тоаш никој не се тестираше? Никој не се тестираше, немаше изолации, немаше, значи поминаа луѓето, никој немаше паника меѓу луѓето, значи и да имаат 38 температура и 39 сидеа во амбуланта, бараа совет и многу храбро го примаа сето тоа. Значи после тоа со паниката веќе се изместија нештата да луѓе во 2 во 4 часот по полноќ пишуваат пораки на матични 3703 помогни ми, во паника сум, јави ми се. Значи поинаку почнаа да ја перцепираат температурата. Психолошки многу лошо. Ако претходно сме им велеле луѓе до 38 оставете да се избори организмот, оставете го да работат оние сите елементи за одбрана кои што се во човечкиот организам. Сега со таа паника малку се изместија нештата, па да се надеваме дека еве ќе се вратиме со тек на време во нормално. Ние ова сето го говориме, меѓутоа сакам да потенцирам да не испадне дека нешто сега ние нели сакаме да ги смируваме работите, секако дека нашите гледачи и сите граѓани треба да се ги почитуваме мерките кои што се пропишани, значи да држиме сепак дистанца, да носиме маски каде што нели е потребно да се носи. И се додека ни кажуваат така, треба да ги почитуваме. Јас се надевам дека се тоа ќе помине, дека ќе може нели нормално да функционираме. Се надевам дека сега оној втора мутација која што ја најавуваат веќе и во Словенија и во Белград, дека пристигнала, дека нема повторно да направи некој проблем. Да се надеваме, останува само да се надеваме. Друг момент кој што сакам да поразговарам со вас е моментот кога сите оние ваши пациенти кои што прележаа коронавирус, некако потоа се препорачува да одат да направат дополнителни снимки, дополнителни испитувања, да не нешто, бидејќи многу од оние кои што прележаа коронавирусот, отпосле некако добиваат некои проблеми со здравието, како да кажам, направил проблем можеби на срцето, на црниот дроб, со премногу од лекови, нели се замастува црниот дроб и така натаму. Кажете ми од сето она искуство, еве, не само кај вас, говорам општо кога говорам нели за вас како матични лекари, дали луѓето после прележан ковид се соочуваат со некои други здравствени проблеми? Сакам да кажам, дали прави некои други пореметувања во организмот? Во однос на белите дробеви, во однос на срцето, црниот дроб и така натаму. Она кое што го забележавме како професионалци, кај најголемиот дел кој што имаа компликации, па некои летално што завршија, дека се случи интраваскуларни коагулации. Значи, тоа е нешто што вирус никогаш не правел. И сите се прашуваме што е тоа што го направи, поготово кај луѓето кои што болнички се лекуваа. Така да се случија напрасни смртеви, и ако следите вести ќе видите толку и толку секојдневно кажуваат дека сите тие се починати во болнички услови. Така да сметам дека обдукциите треба да се прават, бидејќи обдукцијата е мајка на знаењето во медицината и треба да се види, бидејќи кога ќе го отворите организмот и на една обдукција ќе видите каде се случиле тие, зошто се случиле, па дали има труење од некои лекови, значи што има токсично влијание на организмот, така да сметам дека треба да се вратиме за да откриеме, да можеме правилно да лекуваме, правилно да одлучуваме. Кај некои пациенти тромпчиња летна, исто така низ организмот се појавија, повторно кажувам, тромп да летне негде после прележан. Но тоа се некои ситни, минорни, значи многу е мал бројот. Најголемиот дел го прележаа, позитивни беа, добри се вратија во функција, си работат. Заради тоа што знаете како сега можеме веќе да зборуваме, заради тоа што имаме 10 месеци искуство. Заради тоа што цело време работиме, ги примаме пациентите, ги контролираме, ги следиме. Значи, сидат и за друга терапија да се препишат како сте, добри ли сте, имате ли некоја мака или проблем, додека овие пациенти кои што беа во потешка форма, кои што имаа билатерални, значи на двете страни бронхопнеумонии, така да тие после 10 дена од болница кои ќе се испуштат, повторно нели им се прави контролна рентген снимка да се види во каква состојба се, кај огромен број на пациенти дидимерите се следат, факторот повторно што велам дека
факторот на згрудување на крвта, нели, е покачен Така. кај јаки Значи, воспаление. сепак се прават некои Се контроли прават кои што контроли треба и да се... испитувања, да, ЦРП-то, крвни слики. Знаете да ние како здружение го баравме ковид упатот, фондот ни го прифати, за да можеме пациентите кои што ги лекуваме, а кои што не се во мал број, ги лекуваме во домашни услови, да можеме тие да ги спратиме во болничките лаборатории, да им се направи ковид, каде што на едно место, да не се шета тој пациент, да се провери крвна слика, ЦРП, ЛДХ, дидимери. Иначе, знаете како секој град е различно конфигуриран. Па на едно место ЦРП се зема, па на друго крвна слика се зема, на трето место рентген и тој треба да се шета. Значи, верувајте ми, голем број од таксистите болни беа. Значи, први настрадаа заради тоа што ќе ви влезе некој во кола, вие го возите, тој ви кашла, ви кива, вие не знаете што носи. Така да сметам, за тоа ни беше идејата ние како здружение, за да го намалиме моментот на движење и на ширење на таа зараза. Баравме во секој град да се направат ковид такви амбуланти, каде што тука би бил прегледан, тука би бил крвна слика, рентген, се, и дијагнозата би можела да дојде тука, на едно место. За да нема шетање и ширење на таа зараза. Долго време требаше тоа за да се примени во пракса. Па да, ние баравме, но сепак еве ковид упат се издействува, да речеме. Ние како здружение многу сме упорни, некогаш се што бараме во интерес на нашите пациенти, за подобро функционирање. Секогаш тоа е во интерес на народот. Ништо не бараме нешто посебно, бараме промени во здравствена политика и креирање се со цел да ги задржиме докторите и работата да е задоволство. Така. Имав јас многу од моите познаници и пријатели кои што прележаа COVID-19, кои што се соочуваа со замастен црн дроб, нели, од премногу лекарства и така натаму. Дали овие лица кои што имаа средна, како да кажам, можеби по 3-4 недели не можеа од кревет да станат практично со потешка клиничка слика, меѓутоа во домашни услови се лекува. Честопати и вака кога комуницираме, мене ме прашуваат па што да правиме, дали нели може пак нешто да не се искомплицира со здравјето. Па ајде вие вака како матичен лекар што би посочиле за тие такви пациенти кои што се прашуваат, нели, прележале ковид со можеби 3-4 недели во домашни услови. Може ли нешто понатаму да им се случи со нивното здравје? Не, значи... Треба ли нешто да консумираат, некои витамини, суплементи сега одреден период, иако ние сите си користиме, нели, некои додатоци во исхраната заради нашиот имунитет? Да, ние на нашите пациенти препорачувавме С витамин 1 грам, тоа е задолжително за била каква настинка, бидејќи С не се таложи, туку се изфрла преку мочните патишта, така да 1 грам за возрастни особи е доза која што е неопходна. Цинкот е нешто што го подкренува имунитетот, Д витаминот прави епителизација, значи, може слободно и тие да си консумираат одреден период. Така да тоа препорачувавме кај нашите пациенти. Витамин Д многу тоа беше дискутабилно колку да се користи. Колку препорачувате вие да се користи? Значи има 4000 капки кои што се продаваат и одат на товар на фондот, 4000 милиграми се, значи така да може да го користи капките, да ги консумира. Значи во вид на капки. Да, оние кои што беа претходно 20.000 милиграми кој што беше дозата, ги препорачувавме 20 капки, 15 капки неделно, но во било која доза да ја прими, колекалциферолот прави епителизација, многу побрзо заздравуваат, липосолубилен, мине низ мембрани, низ се, така да затоа го препорачувавме во однос на сите овие, битно беше природни сокови да се внесуваат, да се рехидрираат, течности, здрава храна, значи да не бидат на сува храна. Најбитно е, македонското поднебје изобилува со добра храна, квалитетна. Многу е битно некогаш, знаете, луѓето да бидат во домашна атмосфера, каде што и тоа им пружаше сигурност. Проверка на респираторните дишни патишта после прележување. Имавме еден пациент кој што отпре многу кислород, кој што долго бил експониран на користење на третман со кислород, имаше емфизем направено, па мораше да оди на клиника за пулмологија, каде што исто така со терапија да се подобри неговата здравствена состојба. Сите здравствени работници дадоа максимум во изминатиот и примарно и секундарно и терцијарно, секој на свој начин гледаше да допринесе, но не беше мали бројот на доктори кои што го прележаа, кои што и со тешки клинички слики, па еве неколку матични доктори и починаа во болнички услови. Така да сметам дека сите дадовме максимум, се во интерес народот да си го држиме, да не ги блокираме болниците. Се работеше на телефон, се достапни, верувајте ни, никогаш не сме имале оваков период исцрпувачки каде што телефонот не запира да звони. Од сабајле до вечер, 24 часа.
Чувствувате ли дека можеби после толку време, како што кажавме, сме во време на пандемија, дека луѓето можеби почнуваат и психички малку да попуштаат? Да. И се жалат ли вашите пациенти да. во однос на психичката состојба? Па ви кажувам, некои стравови, анксиозни, можеби панични напади, има ли некои такви кои што ви се обраќаат со такви проблеми? Да, моментот кога ќе им соопштите дека се позитивни е најтешкиот момент. Заради тоа што пазиме говорам, како ќе го еве да не соопштиме. се ковид позитивни, ви се јавува некој Да. пациент и вели јас добивам паничен напад, можеби од самиот страв дека сме во време на пандемија. Има ли такви случаи? Најмногу тешко им паѓа што се затворени, значи еве здрав е, но му е страв да испадне надвор, му е страв гостин. Значи едноставно тој социјален живот кој што им правел баланс во менталниот склоп, значи го нема тој момент. Луѓето се трудат, не сите, за среќа се многу плашливи, значи има и луѓе кои што храбро го поднесоа сето тоа. Некои велат, нели, јас не признавам, дека има вирусна состојба, има вирусна состојба. Да, не можеме да го значи, да го дали е ваков или таков, не негираме, значи со температури, со тешки клинички слики, со се, но имаше и луѓе кои што едноставно го игнорираа сето тоа, се дружеа, се собираа, значи не можете вие да им го смените карактерот, па храбро, некако, повторно ќе кажам, може не почитуваа мерки, но го задржаа својот ментален мир. Така да. И тоа е нешто добро, заради тоа што стабилни луѓе, здрави луѓе, стравот да заживее во нивната душа исто така не е добро, им прави стрес. Вие секој ден да живеете во страв е исто така како секој ден да умирате едноставно, бидејќи се лачат други хормони кои што токсично делуваат на човековиот организам и прават штета исто така поголема од короната. Сега уште едно нешто, при крај сме веќе тука, меѓутоа нели сакам од све по нешто да ја прашам. После колку време може да се испитаат антитела на оние кои што прележале COVID-19, дека дали имаат или немаат доволно? После колку време препорачувате? Треба да се проверат, да се види. Значи луѓе кои што меѓутоа постои некој временски период од кога ќе прележе ковид, кога може да ги провери? Сега ќе ви кажам, значи оние пациенти кои што се без никакви симптоми, а се ковид позитивни, нив ги анкетираме 10 дена на мој термин и 11-тиот ден ги отпишуваат, додека пациенти кои што се со симптоми 21 ден, 21-виот ги пуштаат, значи во тој период нема ни за што да прават бидејќи се водат како ковид позитивни. После тоа месец и пол нека направат, можат веќе да направат, да проверат нели во каква состојба, дали нивното тело има зголемен број на ИГГ кој што кажува дека некој нешто прележал и ИГГ нели имуноглобулинот е покачен или ИГМ дека е во нешто во акутна фаза. Така да Значи после месец и пол може веќе да се требало да се види, значи дали телото створило антитела или не. Уште како за крај, од нели утринава го слушав Даниловски, беше на една од нашите телевизии гостин. Прашањето беше дали ќе стекнеме колективен имунитет додека ни дојдат вакцините, бидејќи ако реално бројката е нели еве 10.000 сега пута нели помножено со 800.000 нели реално други што еве не се истестирале да речеме се заразени. Колку посто би било тоа од нашето население со оглед тоа дека немаме уште статистички точни податоци, меѓутоа можеби околу 50-60% бидејќи горе-доле тука сме некаде милион и пол, не сме тоа сигурно. Така, самите бројки покажуваат дека состојбата се смирува. Така. Значи и мерките кои што беа затварање, значи ги се затворија оние детски игротеки, значи собиралишта масовни, луѓето веќе свеста се подигна, си пазат, си внимаваат најголеми, значи сегде се движат со маска, дома во кругот на фамилијата нормално нема да има и такви, да ви кажам, кои што и дури и по дома носат, нели? Различни луѓе нормално, нели, секој различно размислува и се пази. Така да сметам дека самата бројка за мене е веќе охрабрувачка, заради тоа што бројките се намалуваат, се намалува бројот луѓето, веќе влеговме во еден период кога е ладно и се облекуваат соодветно и за да добиете нели да ве стресе е помала веројатноста. Лошо би било ако би почнале климатските услови па да варираат, како што знае секој февруари. Иначе, еве, јас работам од 92 година, секогаш февруари, околу Свети Трипун, ние имаме некој вирус кој што не никогаш, али најмногу тој пик тогаш се доживува. Значи се случувало или на Свети Валентин кога го велат младите, значи они го слават младите тој празник. Така да ние сме останували до 20 до 10 навечер во амбуланта, не сме можеле да затвориме заради тоа што идат 39 паѓаат, им е лошо, колабираат. Значи тоа е нешто со години што постои, барем
Значи февруари 13 тука тој период секогаш имало некој вирус. Дали временските еден ден топло, па ладно, па се расоблекува, не знам што е, но нешто меѓутоа сметате ли дека ќе постигнеме колективен имунитет ако за месец дена не стигнат вакцините? Јас мислам да. Да? Да, луѓето контактираат, не можете, човекот е социјално битие, не можете вие 6 месеци баба да не отидете. Уште повеќе што има и доста што биле бројката е голема. Позитивни на ковид, меѓутоа што и воопшто не се па и лезени во статистика, како што кажавме. Има многу што прележа, не се ни тестира, така да секој си имаше своја различна причина во животот зошто тоа го направил или не, но мислам дека бројките ќе бидат добри. И се надевам, вака јас сум секогаш оптимистички, да делуваме на гледачите оптимистички и на сите оние кои што не слушаат. Меѓутоа, како што кажав и на почетокот, да не излезе дека ние сега нешто пропагираме дека треба да се опуштиме, не се опуштајте, значи, еве и доктор Лили тоа ќе го каже на крај, секако почитувајте ги сите оние препораки кои што се пропишани од Министерството за здравство. Значи, заради тоа што мораме додека не бидеме сигурни дека навистина некако бројките се толку ниски за да можеме да се опуштиме. Ајде ќе чекаме да се стопли, па можеби кога е потопло времето како и летоска нема толку многу да има. Доктор Лили, како за крај еден апел до нашите гледачи, што би кажале вие како матичен лекар? Па апелот е мој, правете нешто што ве прави среќни, гледајте да си замортизира целокупниот овој период, прередете по дома регали, шкафови, пите само кафе, да не мислите со на некоја лошо, сигурна, немој да мислите на лошо. Верувајте дека човечкиот имунитет на вистина е нешто што е најфантастично измислено во целата вселена и космос, така да работиме на подигање на нашиот имунитет, облекувајте се топло, после бањење да нема излегување, секогаш соодветно на климатските услови, внесувајте многу С витамин, природна храна. Македонија изобилува со прекрасен зеленчук кој што нуди многу минерали, течности, топли чаеви, топли напитоци, соодветно на зимскиот период и да се надеваме да сме среќни и здрави и да го пребродиме и ова чудо. Да се грижиме и за нашето психичко здравје, и за нашето физичко здравје, за да си го одржиме имунитетот на едно добро ниво, нели, за да можеме да го надминеме сето ова. Доктор Лили, ти благодарам за денешното гостување. Комуникацијата со тебе секогаш е позитивна и останува и понатаму, па во некој следно издание можеби да проговориме за некоја друга тема, да не зборуваме повеќе за ковид. Ви благодарам за поканата. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам јас за денес. Се надевам дека сето она што го говоревме, кажавме многу работи во однос на сето ова што се случува е од ваша корист и еве посакуваме да останете во добро здравје, да го чувате вашето здравје, чувајте се, почитувајте ги, уште еднаш ќе потенцирам препораките на Министерството за здравство, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.